Триплиране бројот на институциите кои користат електронски услуги, изјави денес министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Добра е прифатеноста. Можам да кажам дека документ менеджмент системот од 20 институции до 2025 година сега брои 45, во најава се уште 20 на нови, што значи го дуплираме, триплираме бројот на институции кои што користат електронска архива, електронско потпишување, електронско водење на предмети, го триплиравме бројот и на електронски услуги, така што тоа покажува дека има интерес од институциите. Секако одредени институции ни се малку поназад, но ние стоиме на располагање со ресурсите што ги имаме да помогнеме да овој процес се развива напред. Андоновски ги издвојува институциите кои во однос на другите отишле напред. Предводници во државата се и делот на одбраната, Народната банка, фондовите, дел од фондовите, така што царината има добри исчекори изминатиот период, така што имаме партнери кои што навистина имаат одскокнуваат од останатите. Кај другите институции ние не очекуваме дека тие самите треба да преземат чекори за дигитална трансформација, туку ние им ги нудиме алатките на располагање. Дали трансформацијата има отпор поради било кои причини? Постои одреден страв кај определена група на луѓе, би рекол, не е толку генерацијски колку што е повеќе стравот од учење на нови вештини, но во рамки на овој проект кој што го спомнав, ние ќе подготвиме дигитална платформа за учење, на која што ќе бидат достапни сите ресурси за сите вработени во јавната администрација. Што значи дека секој кој што е заинтересиран ќе може да учи од определена област која што го интересира, е поврзана со неговото секојдневно работење во администрација. Тука ни помогна и Oracle, со кој што подпишавме договор со Oracle Академијата, за кој што ќе бидат достапни голем број на курсеви за сите граѓани на државата, така што во таа насока ресурсите стојат на располагање, ќе биде прашање на желба, волја, главно од страна на менаџерите на институциите, за да и вработените ги преземат овие активности.